Поранешниот премиер и екс-лидер на СДСМ Зоран Заев бара јавно извинување од ВМРО-ДПМН и пратеникот Бране Петрушевски, за како што вели, лагите и клеветите за негова поврзаност со заплената на десетици тони медицински канабис. Тој во објава на Facebook категорично негира било каква поврзаност со случајот, а доколку не се извинат, најави тужби против нив. Подеднакво одвратни се и останатите нивни лаги за мене, кои ги повторуваат речиси секојдневно, откако се повлеков од политиката, како онаа дека градам некакви облакодери од 40 ката во Дубај, дека вршам притисок за купување на болницата на доктор Жан Митрев, дека се мешам во работата на правосудните и други институции, вели Заев. Јавно барам извинување од пратеникот Петрушевски и од партијата ВМРО-ДПМН за сите тие лаги, клевети и навреди, вклучително и намерната злоупотреба на моето име во таа режирана драма околу конфискацијата на десетици тони медицински канабис поради наводно несоодветно чување и складирање. Безобразна лага е дека сум на кој било начин поврзан со случаите со канабис. Безобразна и дрска лага е дека сум се јавувал во Царинската управа. Доколку не се извинат во законски предвидениот рок, ќе поднесам тужба против Петрушевски и ВМРО-ДПМН. Пратеникот Петрушевски пак одржа пресконференција во која повторно го прозва Заев за вмешаност во последниот случај со заплена на марихуана, но извинување немаше. Според него околу 70% од запленетата дрога била на фирма која во сопственост на, како што вели, човек близок на Заев и апелира до јавното обвинителство да ја истражи неговата поврзаност со фирмата. Јавувањето во јавност на Заев е директно погодување во центар и изблик на нервоза на Заеви, кои се фатени директно на лице место во медот. Кое е лицето и фирмата поврзани со СДС? Станува збор за фирмата ЦБТ Медплант во собственост на Тони Котев, познат како Мкчев, кој е поранешен претседател на општинскиот одбор на СДС во Ново село. Поточно, формалната собственост на фирмата е кај неговиот син Христијан Котев. Од СДСМ и денеска прашуваат како 5 тони дрога поминале преку македонската граница во Србија и кој ќе одговара за тоа. Без подршка, заштита и логистика од врвот на власта, шверцот на огромна количина дрога преку границата едноставно не било возможно. Каде се камерите на Сейф Сити? Каде е полицијата? Каде се екипите на мобилна царина? Каде се контролите? Мицковски, Тошковски, Тарчуловски, Бобан Николовски, началници, раководители, инспектори, службеници. Реагира од ВМРО-ДПМН за одговорите за тоа како се шверцуваат 5 тони марихуана. Димитриевиќ нека го праша Венко Филипче, кој е во отворена комуникација и на команда од Зоран Заев и кој на 2 февруари панично ја напушта државата кон јужниот сосед, велат од владеачката партија, од каде прашуваат дали таму Филипче се сретнал со Заев и зашто била средбата.